Добар ден во новото издание на Алфа Ординација и денеска ве водиме во светот на медицината со нова тема и секако нов соговорник. Интервентни процедури на панкреасот е нашата денешна тема, ќе ја разработиме со професор доктор Зоран Трајковски, радиолог од болницата Аџи-Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добро најдов и поздрав до вашите гледачи. Мислам дека е добро како вовед во оно што ќе го зборуваме во денешната Алфа Ординација, ќе биде добро да објасниме функцијата на панкреасот, каде точно се наоѓа, доколку имаме проблеми со панкреасот, каде да ги чувствуваме, очекуваме болките. Еден вовед за функцијата на панкреасот. Панкреасот е жлезда ендокрина или орган кој што е сместен длабоко во стомакот, зад желудникот, пред големите крвни садови, пред рбетот, зад црниот дроб и големите крвни садови кои што одат од аортата према црниот дроб, слезенката, желудникот и е некако сокриен во стомакот. Тоа од аспект, да речеме, анатомски и диагностички и од аспект на заболување го прави орган кој што ние секогаш и диагностички предизвик, а и симптомите кои ги пројавува кога се разболуваме може да бидат многу неспецифични, да не кажам недетектибилни, нечујни, што би се рекло, страшни, со други зборови, вака директно да се изразам, бидејќи особено малигните болести на панкреасот се многу тивки. Кога ќе се појави некаква симптоматологија, тогаш е вообичаено доцна, се детектира болест која што е во напредна стадиум и заради тоа панкреасот како орган и нас како диагностичари ние секогаш предизвик да ние детектираме болест на панкреасот во по-ран стадиум. Болките од панкреасот се на нетипично место. Да, болките се многу неспецифични. Може да боли во горниот дел на стомакот, може да боли лево и десно, може да боли како желудечна болка, но има една болка која што е доста специфична и вообичаено не тера да одиме да видиме зашто се работи, тоа е болка во рбетот, позади, во грбот, во горниот дел од грбот. Но морам да кажам и да признам дека тоа е лош знак. Значи, кога ќе има болка во грбот, тогаш во многу голем број случаи се работи за напреднат малигном на панкреасот, кој што ќе дискутираме понатаму како да го диагностицираме. Нашата денешна тема е интервентни процедури на панкреасот. Кога велиме интервентни процедури, на што мислиме? Па мислиме на група на интервенции кои што ни овозможуваат да поставиме диагноза на болеста, а тоа е многу важна, можеби најважна работа во медицината, да знаеме, наједноставно кажеме, со што си имаме работа кога е по прашање болест. Понатаму, да решиме некоја компликација од болеста со интервентната процедура, или да делуваме палиативно, значи да ги олесниме теговите на пациентот кој е заболен од некоја болест, особено малигна болест. Интервентните процедури на панкреасот може да ги поделиме во неколку групи. Три основни, ние избравме, темата е доста широка, но три основни интервентни процедури денеска мислам дека ќе разгледаме, а тоа се биоптичните процедури, кај што се зема материјал од панкреасот, се праќа за анализа на патологија, за да се воспостави диагноза на болеста. Втората група се дренажните постапки, значи кога има компликација од некаква болест, многу често воспаление на панкреасот, панкреатит, се собира во одредена празнина, течност, која што прави проблем и на самиот панкреас и на околните органи. И во тие случаи се поставува преку кожата дрен во таа течност и течноста се евакуира према надвор. Со тоа се избегнува
во одреден број случаи, оперативна процедура. И третата постапка за која што ќе зборуваме е неуролиза или уништување или склерозирање или алкохолизација на еден нервен сплет кој што се наоѓа зад панкреасот и кој е причинител за она болка што ја кажавме на почеток. Не е причинител, него е генератор на болката, која што ја кажавме на почеток, и кај иноперабилните малигноми на панкреас, пациентите имаат несносливи болки кои што не може на ниеден начин да се решат, освен со оваа интервенција која што се прави за да се супримираат или уништат генераторите на болките при малигном на панкреас. Да кажеме со која цел ги правиме овие интервентни процедури? Па веќе реков, значи, диагнозата е битна да се воспостави, бидејќи имаме некогаш диференцијално диагностички дилеми. Значи, покрај сите технологии што сега ги имаме на располагање од овие современи техники, како што се ултразвук, компјутеризирана томографија, магнетска резонанца, PET скен со изотопи и така натаму, некогаш постои дилема за што се работи точно. Разбирате, вие ќе видите некаква промена во панкреасот, но не секогаш тоа не води до прецизна диагноза. И за да ги расчистиме, ние велиме тие диференцијално диагностички дилеми, наједноставно е да земеме биопсија или материјал, ткиво од самиот панкреас. Тоа го правиме со две техники. Едната техника е да направиме тенкоиглена аспирациона биопсија, која што ќе ни послужи да се направи цитолошка проценка на ткивото. Значи, земаме материјал и се анализираат клетки, какви се, под микроскоп. И втората техника е техника кај што се зема парче од ткиво со специјална игла и специјален сет за правење на биопсијата. Таа техника ни овозможува да ние ставиме хистопатолошка диагноза, што е многу по вредна техника и метода, кај што добиваме материјал и го анализираме ткивото. Врз основа на тој материјал и тоа ткиво ние може да воспоставиме диагноза и прогностички да кажеме во кој степен каква болест, за каква болест се работи, каква е околината на болест и така натаму, но основно е да видиме за што се работи. И во болницата јас кај што работам, во најголем процент од овие биоптични процедури ја работам техниката на вадење на парче од ткиво, бидејќи патолозите тоа го бараат и тоа е вредно за диагностика. Инаку самата процедура мора да ја водиме со нешто. Значи, што значи тоа да ја водиме или да ја наведуваме со нешто? Бидејќи кажав на почеток, панкреасот е орган кој што е сместен длабоко во стомакот. Пред него има други органи и системи и ние мора да ги избегнеме тие органи за да стигнеме до него и да избегнеме и компликации, бидејќи влегуваме со игла длабоко во стомакот. Затоа ни треба добро наведување. Тоа вообичаено го правиме со две методи. Едната е ултразвук или ехотомографија или водење на пункцијата со ултразвук или со ехотомографија. И втората, многу почесто, исто така во најголем процент, е компјутеризирана томографија. Бидејќи кај компјутеризирана томографија, она што е бариера, да речеме, кај ултразвукот, тоа е воздухот во цревата, овде многу фино го детектираме и го избегнуваме со самата пункција. Техниката, ви веламе, таква што се оди чекор по чекор, значи се позиционира пациентот, се наоѓа местото кое што треба да го биоптираме, ја позиционираме иглата и местото во една рамнина и внимателно стигаме до самата промена кај што правиме биопсија. Вообичаено се зима еден или два цилиндри на ткиво кои што се доволни за да се направи хистопатолошка проценка на самата болест. Што се однесува до тенкоиглената биопсија, таа се прави на идентичен начин, значи се наведува со нешто, со тоа што таму се прават размазки на стакленца за микроскопирање, тие веднаш се фиксираат,
понатаму се бојат и многу побрзо стигнува патологот и ги гледа, отколку кога земаме ткивот. Ткивот подложи на дополнителна обработка во лабораторијата за патохистологија и таа постапка е, условно кажано, поспора од ова другата. Но за тоа е поверодостојна и многу попрецизна отколку тенкој гледната аспирацијна биопсија. Така. Споминавте компликации. Кои се можни компликации? Можни компликации се да на патот кога одиме со иглата према панкреасот, ние не сакајки нормално стигнеме или мораме некоја сме принудени да поминеме низ некој орган кој што се наоѓа на патот до панкреасот. Тоа често е црниот дроб, некогаш желудникот, некогаш некоја цревна вијуга, но тоа внимателно го избегнуваме. Најбезбедно, да речеме, ако имаме малигном на главата на панкреасот, многу често малигномите се таму лоцирани, го користиме патот низ црниот дроб. И тоа е безбеден, бидејќи овозможува да кога пунктираме иглата ни е стабилна и пациентот цело време за време на интервенцијата е свесен. Значи анестезија користиме во исклучителни случаи и он диши нормално кога ви е стабилна иглата и дишењето и екскурзиите на иглата се помали и биопсијата се изведува посигурно, побезбедно. Кога е на некој друго место екскурзиите на иглата или движењата на иглата се по големи и тоа, да речеме, бидејќи секој позиционирање ние го контролираме со дополнително скенирање за да видиме кај сме. И затоа ви велам чекор по чекор интервенцијата само да се избегнат компликациите. Значи од компликациите можни се крварење, да речеме, на патот на иглата, но вообичаено многу мал број на компликации се сериозни. Ние не кажавме на почеток, секој пациент го припремаме. Значи, мора пациентот да направи тестирање за неговото време на крварење, дали прима некоја терапија која што го продолжува времето на крварење во тераписки цели. Тоа се нарекува стручна антикоагулантна терапија и антиагрегационна терапија. Тогаш специјален режим има на припрема, се прекинува терапијата, да се прави тест да се види колкаво е времето и безбедно се прави пункцијата. Вообичаено се прави крвна слика, да се види колку е нивото на тромбоцитите во крвта, пошто се они битни за агрегација, да не се пролонгира времето на крварење. И, да речеме, некогаш интервенциите се прават со анестезија. Таа анестезија е седација и аналгезија главна. И можам да ви кажам дека самата постапка, биоптична, трае негде 20 на минути, со се анестезијата 30 на, после тоа пациентот лежи уште 30 до час време во ургентниот центар, се мониторира, тоа главно за да се детектираат компликации и пациентот после тоа си оди дома. Вообичаени контроли не се потребни ако нема компликации, а ние компликациите ги гледаме веднаш на контролниот скен што го правиме после интервенцијата. Ретки се тие компликации, многу мал процент е од тоа, но ви велам основно е да ја наведуваме биопсијата, значи да ја водиме со нешто. Најбезбедно ви велам сега и од собствено искуство и од генерално искуството е да се прави биопсија на панкреас со компјутеризирана томографија. Така. Кога во делот за подготовки сакав само да ве прашам, бидејќи сета оваа интервенција, закрепнувањето и подготовките не трае многу долго, но во сето ова, доколку пациентот има некое друго хронично заболување, односно некое хронично заболување и прима постојана терапија, што значи тоа? Продолжува со терапијата, ова нема да му пречи или? Не, он вообичаено ја зема онаа терапија која што се зема. Некоја контраиндикација особена не постои за хроничните болни. Разбирате? Нас што не интересира е она непосредни компликации, што ви кажав околу крварењето, таа терапија што е антиагрегациона, тоа е за нас битна работа. Инаку методата се работи исто така со локална анестезија, локално се обезболува пациентот, доколку треба на помош ни доаѓаат анестезиолозите од нивниот аспект, дополнително го
го обезболуваат пациентот и ви велам тоа се работи безбедно, сигурно на оделот за да ги имаме сите услови да тоа го правиме. Значи има анестезиолошки апарат кај што може комплетна анестезија да се даде, исто како и во операцијна сала. Соработката е одлична со тимот анестезиолошки, тука нема никакви замерки и тоа го работиме секојдневно во нашата рутинска практика. Значи биопсии правиме речи секој ден. Сега да кажеме нешто и за дренажните постапки на панкреатични колекции на течност. Што всушност тоа значи и како се изведува? Значи тоа е втората група, главно компликации од панкреатит се тоа. Панкреатит, тоа е воспаление на панкреасот, кое што може да биде од различни причини. Што се случува кога има панкреатит? Значи, кога има воспаление, ние тоа го детектираме со клиничката слика. Болки исто така има, кои што може да бидат многу слични на претходно што зборувавме, за да речеме на малигни заболувања. Но тука имаме едно биохемиско, да речеме, биохемски параметар, кај што гледаме нивото на седумските амилази, тоа е покачено при панкреатит. Некогаш може и при малих заболувања кога има обструкција на главниот канал, да биде и тоа покачено, но обичаено нивото на амилазите е нормално кај малигни заболувања, но кај панкреатит секогаш е покачено. И кога ќе видиме ние лабораториски болка, сомнение и така натаму, панкреатит. Тој кога се третира панкреатитот, вообичаена е постапка да се хоспитализира и така натаму. Кога ќе се смири болеста, како последица од самиот панкреатит, заради разлевање на ензимите или соковите кои што ги лачи панкреасот, а тие се сокови кои што учествуваат во варењето на храната, имаат такво дејство да ги разградуваат материите, но ако се прекине нивниот пат на влез во дигестивниот или во дигестивната цевка во цревата, тогаш таа количина на сокови од панкреасот прави една колекција која што стручно се нарекува псевдоциста или една топка која што се исполнува со таква содржина на панкреатична содржина. И тогаш таа се зголемува и може да биде таа колекција расфрлана по стомакот на многу места, но вообичаено во горниот дел на стомакот се собира, зад желудникот, помеѓу, лево, десно и така натаму, зависи од кој дел од панкреасот излегува надвор. И бидејќи тоа е постепено излегувањето, таа прави еден каков џит, кој што не е прав вистински, него реакција на самото ткиво, се брани ткивото да не се разлее тоа, бидејќи ако се разлее по површината на цревата, тоа е многу сериозна работа. Бидејќи може да направи деструкција, да ги уништи самите црева. Кога вака се формира таа колекција, после тоа пречи. Некојаш и прави болки и така натаму. Видлива ли е? Да, тоа се детектира со ултразвук, се детектира со компјутеризирана томографија, дали можеме со подбоеност, да напипаме? Може и така, со болка и така натаму, може и да се пипне, клиничкиот преглед е основен. И знаете, кога имате панкреатит, вие очекувате дека таква работа може да се случи. Два типа на решавање на овој проблем постојат. Едниот е овој што сега го дискутираме, значи тоа е интервентен, значи преку кожата, со исто така некако тип на водење или наведување на интервенцијата, се става дрен, тоа е едно цевче, кое што ја влече содржината надвор, преку кожата. А втората работа е оперативната техника. Значи, треба да се направи таа исто содржина да истече негде. Вообичаено тоа се прави со желудникот. Се спојува таа содржина, колекција, со самиот желудник. И таму се евакуира таа содржина. Но тоа е оперативна техника и тоа треба време да помине еден известен период, да таа содржина созрее, таму се направи добар џит, бидејќи не смеете да правите интервенција или било што, ако тоа не е баш добро формирано, за да не ви се разлее, да направите полошо отколку подобро, разбирате? И затоа треба време ова да созрее и да се стави тој дрен, ние стручно го викаме, кој што ќе евакуира течноста према надвор. Продукцијата може да биде и подолг период, може тоа да заврши за недела-две, но може и подолго. Но ние имаме критериуми колку време стои таа дренажа
Тоа веднаш ќе се испразни, но после тоа почнува продукција бидејќи тие мали каналчиња таму продуцираат течност. После известен период тоа полека ќе запре таму и ние гледаме, мериме секој ден на 24 часа колкава е продукцијата на содржината во кеса. Ќе види пациентот, ќе запише, ќе каже колку е и тоа полека како поминува времето се смалува содржината. После известен период, од недела, 2, 3, колку што треба, кога продукцијата ќе биде помалку од 20 или 15 милилитри за 24 часа, се вади дренот наедноставно преку кожата и со тоа завршува третманот на оваа, да речем, условно кажано, компликација од панкреатит. Што добива пациентот со ваквото дренажирање? Добива, јас мислам, многу, бидејќи се избегнува еден оперативен зафат кој што не е едноставен. Се избегнува хоспитализација, бидејќи ова се до сега што зборувавме се прави амбулантско-поликлинички, ние велиме. Значи, пациентот доаѓа, после известен период си оди. Истото е и со дренажните процедури. Значи, ако за биоптичната процедура престојот на оделот и во болницата е негде, да речеме, 2 часа, со се сите припреми и така натаму, за ова треба да остане 3 часа или 4 часа, исто да се мониторира, да видиме кесата каква е, ќе направиме контролен ултразвук, после тоа се смалува содржината, притисокот каков е и така, и компликациите исто така. Иако ви велам, поедноставно е да направите дренажна процедура, бидејќи колекциите се поголеми и поедноставни се за пунктирање, отколку да речеме да направите биоптична процедура на промена која што е 15 мм во панкреасот, рековме каде може да е позиционирана, тоа е посложено. И затоа велам, бенефитот е за пациентот повеќе кратен. Значи, сите овие работи дополнителни се избегнуваат. Нормално, многу е поевтино вие така да го решите проблемот, отколку да го решите со оперативна процедура. Некогаш, кога треба да се прави интервенција од еден куп причини, со хирурзите исто така тимски соработуваме, значи, да ви кажам дека соработката тимска е основен предуслов за било што да правите вие, од било каква интервенција. Значи, секогаш ние правиме конзилиум и носиме одлука. Ова ќе го третираме вака. Секој ги вади аргументите со кои што мисли. Претходно се прави добра диагностика, значи со компјутеризирана томографија, магнетска резонанца, со ултразвук се детектира внимателно, се прави еден конзилиум, тоа многу брзо се прави, значи соработката е на дневна, да не кажам на сатна основа. Значи се вари на утриски состанок, веднаш дискутираме, додека го пиеме утринското кафе, ние имаме стратегија што ќе правиме со пациентите, разбирате. Или посебно се договараме да се видиме, тоа е брза комуникација, секој си ја знае работата, секој знае што треба да направи, секој има многу обврски, но наоѓаме време да делуваме брзо и ефикасно. И затоа ви вам клучот е во тимската работа. Секогаш добро соработуваме со сите кои што се инволвирани во процедурата. И диагностичка, и тераписка, и интервентна, и оперативна. Разбирате? И секогаш резултатот на крајот е најдобар кога има одлична тимска соработка. Да, се согласувам дека тимската работа е многу важна, но и стручноста на лекарите, особено вашата, бидејќи во Македонија правили некој друг вакви интервентни процедури на панкреас? Па, јас не можам да ви кажам со сигурност, бидејќи комуникациите малку не се добри како што беа, да речеме, порано. Ние се среќававме на тие наши што се средби, па некој нешто ќе покажеше што работи, како работи. Сега не можам да кажам дека е тоа така. Но од она што имам информации, да речеме, јас не сум слушнал некој од моите колеги во клинички центар или било кој да ги работи овие постапки, но јас кажувам отворено за гледачите дека она што може да се направи кај нас, зборувам во државата, секогаш е подобро за секого, вклучувајќи го најмногу пациентот, и најбрзо ќе се стигне до диагноза ако се направи тука. Се што се прави надвор од државата е многу покомплицирано
и за пациентот и за сите, верувајте ми, бидејќи она што не може да се направи кај нас, тогаш да. Сите, јас отворено кажувам на пациентите дека секогаш маката е најмногу нивна, разбирате? Нашата должност и мисија е да ние им помогнеме максимално колку што можеме. Ако не можеме, а не можеме се, знаете, ние го знаеме нашиот лимит, ние не можеме да кажеме дека нашата медицина е на нивото, да речеме, на американската или израелската медицина, си ги знаеме ние нашите можности. Но она што можеме да го направиме тука, да го направиме тука. И затоа одење наваму, натаму, лево, десно во соседните држави, кога може нешто тука да направиме, зошто да не го направиме тука? Секогаш е бенефитот на крај, односот, брзината, диагностиката и така натаму, многу поедноставно тука да се направи, отколку да се оди било каде. Ако е нешто, ви велам, покомплицирано, или е поспецифично, или бара некој профил кој што треба да направи некаква интервенција, знаеме ние што може да направиме, што може тие. Тогаш слободно да му се помогне максимално на тој пациент од секој аспект, разбирате? И јас, ако не можам нешто да направим, или било некој во болницата, ние не сме толку некритични да по секоја цена нешто правиме што не може да го направиме. Тогаш институциите на државата, фондот за здравство и така натаму, максимално треба да помогне на секој пациент кој што не може, проблемот дали бил тој диагностички, дали бил тераписки, дали бил оперативен, да го реши надвор од државата и да му се помогне на секој. Добро, да објасниме и што е неуролиза на целијачниот нервен сплет и како тоа се прави. Кажавме на почеток, значи тоа е нешто што е условно кажано не компликација, него болка, производ, да, или болка која што се јавува како резултат на малигна болест на панкреасот, кој што го зафаќа директно овој нервен сплет кој што се наоѓа уште по назад од панкреасот. Значи тој се наоѓа околу аортата и еден исто крвен сад кој што носи крв од аортата према слезенката и црниот дроб. Просторот, да речеме, е многу мал, таму кај што се наоѓа тој нервен плексус или сплет, да речеме, кој што ја генерира таа болка. Болката е таква што пациентите опишуваат како болка која што не може со ниеден аналгетик да се супримира, да се смири. Болните не знаат што е ден, што е ноќ, бидејќи не може да спијат нормално, разбирате. Што и да се напијат, било каков седатив или нешто, или они се будат после еден сат во несносливи болки. Шетаат цела ноќ. Нашата цел е да ние стигнеме до тој нервен сплет и на некој начин го уништиме. Генераторот на болката. Како тоа го правиме? Значи, пак со некоја метода за наведување, најчесто компјутеризирана томографија, со тенка игла стигнуваме до тој дел таму кај што е нервниот сплет, ќе ја позиционираме иглата, тоа се го гледаме со последователни скенирања на компјутеризирана томографија, значи позицијата на иглата внимателно, она што важи за биоптична постапка, исто важи и за оваа постапка. Со тоа што кај биоптична постапка иглата е поширока, а ова е потенка игла што интервенцијата ја прави побезбедна, од аспект има едно правило во интервентната процедура smaller is better на англиски, или помало или потенко е подобро отколку подебело, разбирате? Во однос на компликации. И затоа ова игла е потенка од таа и внимателно ја позиционираме на местото кое што ни е цел кај што се наоѓа нервниот сплет. За да бидеме сигурни дека иглата е таму на тоа место или не е во некој крвен сад или во некој друг орган, иако тоа го гледаме, но некојаш знаете, вие не знаете дали сте поред крвниот сад, во крвниот сад, ние мора да се осигураме. Како го правиме тоа? Преку иглата даваме или разреден контраст и тој се разлева во околината, или некојаш може да даваме воздух и воздухот да се разлева во околината. Кој ќе бидеме сигурни со разлеаниот контраст, кој што го гледаме ние на компјутеризирана томографија, дека не сме ниту во крвен сад голем, ниту во некој друг орган,
тогаш пристапуваме кон апликација на средството за уништување на тој нервен сплет, а тоа е алкохол, 98%, 90% чист алкохол, апсолутен алкохол, што би се рекло. И него го аплицираме полека внимателно, негде меѓу 20 и 40, некои велат и 60, но ја ви кажувам од сопствено искуство, меѓу 20 и 40 милилитри се доволни за да се постигне ефект. Што се постигнува со апликацијата на алкохолот? Може ли јас тука да ве прекинем, гледач имаме? Ајде. Ке запамтиме каде застанавме. Да, Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Хатим Осман Петрова, диабетичар, пред 20 години, диабет мелитовски 5. Колку се можности кај мене да се појават овие компликации што ги наведува гостина тогаш? И во пределот на панкреасот често пати ми се дешава да чувствувам болки када ме бодат со ножни бодови дете. И тие болови траат подолго време. Година дена имам тие болови. Така. Не Добро. престанува. Кога паќа да знаат како се навена до град, 2-3 часа да не престануваат боловите. Како болесник од диабетот, колку има можности од овие компликации да идат? Така, добро. Диабетот или шеќерната болест е ендокринолошка болест. Значи, тоа е делот на панкреасот кој што ние не го споменавме, бидејќи не беше ни цел за тоа, кој што продуцира инсулин. Дефицитот на инсулин е шеќерна болест. Немам некој особен податок каков е ризикот кај луѓето кои што имаат шеќерна болест од појава на вакви болести или непосредна компликација од диабетот за појава на ваква болест нема. Значи диабетичари панкреатит добиваат како и другите, разбирате. Малигните болести исто така не се многу врзани за диабетот. Диабетот е болест која што ја има и кај деца и тоа е помалку или повеќе генетски детерминирана. Диабетот кој што е за кој што ја не сум многу компетентен да зборувам, кај повозрасните луѓе е како резултат како исцрпување на самиот панкреас и продукцијата на инсулинот. Ви велам, нема некој посебен податок кој што ќе не упати дека постои посебен ризик за појава на малигни заболувања или на панкреатити кај диабетичари. И затоа ова што пациентот кажува и симптомите што ги чувствува, најдобро е да се јави кај некој доктор кој што се бави со таа проблематика, да речеме интернист, да направи ехотомографија, да видиме какви се симптомите во детали, да видиме некоја лабораториска анализа, да видиме, да направиме ултразвук, да речеме на стомакот, да видиме како изгледа панкреасот. Една диагностика не би било лошо да се направи. Дали е тоа врзано за панкреасот или може би се работи за некаква болка од друга природа, треба да се види за што се работи. Застанавме со вбризување на алкохол кај нервниот сплет, што се случува? Што се случува? Алкохолот го склерозира, значи го уништува. Така делува на нервниот плексус или сплет и тој ја губи неговата функција. Бидејќи во тој сплет нервен доаѓаат и одат нерви. Ние треба да прекинеме врската и да се супримира, да престане болката. Методата, да речеме, се изведува ова, да речеме, влеговме директно во тоа како ја правиме, но оваа метода се изведува со анестезија, значи исклучиво. Зошто? Бидејќи самата метода е болна. Кога го даваме алкохолот, ние предизвикуваме болка. Бидејќи е таму тоа нервно ткиво. Вие не смеете да погледнете некој нервно ткиво, камо да го чепнете. А ние ставаме нешто што хемиски делува на него. И го склерозира, тоа боли. И затоа тука треба анестезија. И имаме секогаш ние анестезиолог покрај себе. Анестезиологот додава средства за аналгезија, за обезболување. Цело време, он е тука. Додаде уште малку, ќе додаде уште малку. Ќе појави, ние ја мониторираме или ја пратиме ефикасноста на методата по појавата на болка. Болката е сојузник на организмот. Појава на болка е добра работа.
Во конкретниот случај знаеме ние што е болката и сакаме да тргнеме. Но генерално болката е сојузник, кој ќе се појави, не тера нешто да бараме што се случува. Овде, кога ќе дадам јас, да речеме, апсолутен алкохол и се појави болка, добро е, на правото место сме го погодиле нервниот сплет. Но нашата мисија и задача е да го дадеме целиот алкохол, да тој се разлее и ги уништи сите таму што се нервни сплетови и релации со нерви во околината. Понекогаш се случува да остане некој дел неуништен. Може да ја повториме интервенција. Уште еднаш. Нема едно по друго? Не. Вообичаено го гледаме ефектот од интервенцијата за една недела дена. Значи ќе видиме дали во таа недела пациентот има болки или веќе треба да му даеме време да тој алкохол таму делове си ја заврши работата. Вообичаено да речеме после 8 до 10 часа ефектот е видлив веднаш. Претходно сте давале аналгетици вакви такви, после тоа пациентот нема болки. И тоа се случува, да речеме правиме интервенцијата ние денеска на Пладне, пациентот мора еден ден да лежи во болница, бидејќи може да се случи да падне притисок и така, тука ни треба мониторинг. Еден дел е хоспитализацијата на болниот. Понатаму, цело време, заради болната процедура, ние нанесуваме болка со самата интервенција, мора да даваме аналгезија со инфузија. Значи, тоа се специјални апаратчиња, инфузиомати, кои што цело време продуцираат или влизгуваат преку вена аналгетик или средство за обезболување, додека трае дејството на алкохол. Пациентот не сме да чувствува болка, бидејќи болката е исто така јака. Кога тој период од 8 часа ќе помине, тогаш се исклучува пумпата и тогаш го чекаме ефектот. Значи, тој ден, да речеме, савајето кога јас ќе поминам да го видам пациентот како се чувствува, најчесто одговоре, докторе, прв пат спијам после 2 месеци, 3 месеци од појава на симптомите. Без болка. Без болка. Така. Нормално спијам без болка. Тоа многу значи за пациентот, квалитетот на животот ви веламе сосема друг. Не можеме ние да кажеме дека сме го излечиле пациентот од основната болест. Но сме го ослободиле од нешто кое што му прави многу голем проблем. Така. Ви велам, квалитетот на животот е друг со болка од панкреатичен карцином и без болка од панкреатичен карцином. И тоа е нашата цел. Ви велам, значи, процедурата мора да биде да се работи во хоспитални услови, значи еден ден трае целата работа, во тек на 24 часа се завршува. Доколку нема компликации, исто како кај биоптична процедура, и се е во ред, пациентот треба да се оди дома. Така. Имаме уште еден гледач, да видиме дали е се уште на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакала да ја поздравам ова емисија и посебно докторот. Подоцна се приклучи, така да не знам од која клиника и од каде. Од Аџи Бадем Систина, професор доктор Зоран Трајковски, радиолог. Благодарам много за информацијата. Сакам само да го прашам докторот, професорот. Веќе пред 7 години сум оперирана од жолчка. Пред 2 години имав една посилна болка со намерно повраќање и силни болки во стомакот. Примив некои инфузии, се смири таа болка, алфа-амилазата ми беше нешто покачена. Од тогаш правам постојано контроли на алфа-амилазата. Алфа-амилазата сега пред една недела ми е некаде околу 250 единици, а јас чувствувам постојано болки во стомакот, желудникот, немам желба за јадење и така. Па би сакала да го прашам професорот дали има поврзаност некоја на алфа-амилазата и што би требало да преземам. Може би има. Јас не знам колку години има пациентката, но треба... 63. Добро. Значи, треба први да направиме диагностика. Значи, извадено жолчно кесе, еден орган има помалку. Кај пациенти кои што извадено жолчно кесе, функцијата на жолчното кесе ја превзема
Пошто жолчната дирекција е резервар, при внесување на храна се стега и уфрла жолчна содржина во цревата. Функцијата е презема еден мал мускул кој што се наоѓа на цревата, во 12-палачното црево, и тој ја регулира пасажата или поминувањето на жолчната содржина во цревата. Вообичаено нема никакви проблеми после вадење на жолчно кесе, но со тек на години тој мускул таму долу ја губи својата еластичност. Може тоа се вика склерозација на папилата, а природата направила така да во тоа мало мускулче, кое што се нарекува папила, се влива и каналчето од панкреасот. И сега, доколку таа функција, тоа мускулче не функционира како што треба, од време на време може да се покачи, да има застој во елиминацијата на панкреатичната содржина и некогаш да бидат тие амилази поголеми. Треба да се направи прво диагностика, значи да се визуализира дали е тоа така како што јас го кажувам, да се видат и билијарните патишта и панкреатичните патишта. Има методи за тоа да се направи. Понатаму треба да се види дали таа папила функционира или не. Од клинички аспект исто така е тоа битна работа, или ако има такви проблеми, кај што има сомнение дека таму е проблемот на елиминацијата на таа содржина, се прави една едноставна процедура, со ендоскоп се влегува во цревото и малку се засечува папилата. Значи, тој мускул таму се ослободува и дренажата на содржината и од црниот и од панкреасот се подобрува многу. Така. Тоа што треба да ја сугерираме? Значи, да ја види пациентката гастроентеролог или гастроентерохепатолог. Тој ќе направи проценка и се што треба и од диагностички и од интервентен пат, ендоскопски, ако треба да се прави, ќе го направи тоа за да видиме да помогнеме колку што можеме на самата пациентка. Ова беше и последното прашање до вас од нашата гледачка. Ви благодарам многу за денешното гостување во Алфа Ординација. Мислам дека помогнавме на нашите гледачи доколку имаат проблем со панкреасот, еве ќе можат да се обратат. Да повторам уште еднаш, професор доктор Зоран Трајковски, радиолог од Аџи Бадем Систина болницата, беше денеска заедно со нас. Алфа Ординација завршува тука. Алфаскоп треба уште одјава. Довидување од нас.